Како десерт за вашето утрешно мени ви предлагаме да подготвите ванилици со джем од кајсии. Во длабок сад го ставаме брашното. Го додаваме шеќерот. За арома го додаваме ванилиниот шеќер. И киселата павлака ја додаваме во садот. Јајцата ги кршиме и нив ги додаваме во садот. Потоа го додаваме маргаринот. На ситната страна од рендето во садот рендаме кора од лимон. Половина лимон цедиме во цедалка. Го додаваме сокот во садот. Со рака замесуваме тесто. На набрашната работна маса го ставаме тестото. Го нарасуваме со брашто. Потоа со сукалка разлекуваме кора. Со калап вадиме кругови. Со помал калап, во половина од круговите правиме длабнатини. Формите ги редиме во тава за печење обложена со хартија. На едната страна на формите со длабнатини ги нанесуваме одсечените мали форми од средините на круговите. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 20 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од рерна. Првата тркалезна форма со кафена лажица ја премачкуваме со джем. Врз джемот ставаме форма со длабнатина. Ја ставаме ванилицата на чинија за сервирање. На ист начин подготвуваме уште 2 ванилици. Ги додаваме на чинијата. Декорираме со 2 полукруга и 1 круг цитрон, джем од кајсии и зелени шеќерни листови. За подготовка на овој десерт нам ни беа потребни 40 минути. Овој рецепт ќе го најдете во новиот број на списанието Храна и вино, што веќе е во продажба. Со овој десерт ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Шардоне со арома на овошје и сладникав вкус. Се служи на температура од 10 до 12 степени. На крај напијте се филџан топло и вкусно македонско црно кафе. На здравје!